одобри на Република Северна Македонија. Како што известува министерката за финансии Нина Ангеловска, утре во поинициран налог од Генералниот секретаријат беа префрлени 32 милиони денари кон банките за прифатените преговори. Во текот на денешниот и утрешниот ден, банките ги ставаат на располагање на домашните платежни картички на граѓаните. Од разгледаните 46.000 преговори, 9.200 беа прифатени, од кои 5.800 млади лица од 16 до 29 години, 700 невработени лица со низок доход и 2700 невработени лица со низок доход. Со денешната префрлена сума од прифатените преговори, купно се исплатени 28,3 милиони евра. Заклучно 25 јули беа издадени на 300.000 картички во однос од 26 милиони евра, од кои 20 милиони евра потрошени за купување домашни производи и услуги, напише на социјалната мрежа Facebook министерката за финансии Ангеловска. Меѓутоа, револтот кој граѓаните се уште продолжува. Наплив на коментари и статии на социјалните мрежи за недобиени картички, а кои ги исполнуваат условите, се уште присутни. Средношколците и студентите се изјаснуваат дека се чувствуваат дискриминирано од останатите, бидејќи едни имаат добиено платежни картички, додека пак други не. Основна група на граѓани бара одговор од надлежните институции, врз база на кои критериуми се носат овие одлуки, бидејќи многумина од нив се пропуштени без разлика што ги исполнуваат условите, но за жал одговор од надлежните институции се уште нема.